Како дишам јас е насловот на концертот кој што на 8 јули во 19:30 часот ќе се одржи токму тука во центарот на Прилеп на Камената бина. А негов автор е мојот денешен соговорник Сергеј Настевски од Прилеп. Млад, талентиран уметник кој што се занимава со практицирање на македонската народна музика. Сергеј, пред се добро утро. Добро утро. Како што кажав, се занимавате со практицирање на македонската народна музика, македонскиот фолклор, а ова што ќе се одржи на 8 јули е вашиот прв, ајде така да кажеме, авторски концерт, иако досега имате учествувано на многу вакви настани, каде што гости ќе ви бидат вашите колеги од Факултетот за музичка уметност из Скопје, каде што кои што моментално го посетувате. Целта на овој концерт, односно на мојот прв авторски концерт, е народот, односно прилепчани, да го запознаат моето име и дело, кое започнува уште од најрана возраст, односно на 6 години, кога за прв пат влегов во просториите на Ордан Михајловски Оцка Прилеп, односно основното музичко училиште тука во Прилеп. Рековте дека на 6 годишна возраст започнува вашата приказна со љубовта кон народната музика, кон нашиот фолклор. Како се роди таа љубов кај тебе? Дали некој ти ја пренесе или сама од себе? Тоа дојде само од себе. Јас во фамилијата немам многу музичари, моите се математичари, книговодители, јас сум прв. А како дојде љубовта, тоа никој не знае, тоа се роди само во мене. Кој е твојот инструмент на кој што ти свириш? Првично, мојот прв инструмент е кавалот и тамбурата, но веќе на Факултетот за музичка уметност во Скопје, каде што прво почнав да присуствувам на предавањата од професорот доктор Драган Даутовски, почнавме да изучуваме малку попрофесионално гајда, зурла и тапан, а сега сум во класата на професор магистар Маријан Јанковски, каде што моето академско образование го продолжувам со него и целиме кон големи нешта. Значи практицираш повеќе народни инструменти, и дувечки, и жичани, како што слушнавме? Да, цел склоп на македонскиот инструментариум, пробувам да го усовршам и понатаму да го представам и низ целиот свет. Според тебе, кој е најубавиот инструмент, кој е најтешкиот да се научи да свири? Секој си има своја тежина, но за да ти го пробуди македонскиот идентитет, мислам дека кавалот е вистинскиот инструмент. Тоа е она што допира до срцето. Точно. Навистина е гордост да се гледа еден млад човек како тебе, кој што на некој начин го пренесува она што ни го ставиле нашите предци во однос на фолклорот, музиката, историјата. Има ли доволно млади луѓе како тебе кај нас кои што еве ги следат твоите чекори? Има. Јас бев во заблуда додека учев во Штип, во средното музичко училиште Сергеј Михајлов. Таму мислевме дека сме само ние, неколку души што свириме на народни инструменти и толку, но кога заминав во Скопје, кога ги продолжив моите образовни процеси во музиката, видов колку добри деца постојат таму, колку активно се работи во насоката, односно во средното музичко училиште во Скопје. Конкуренцијата е голема, но веќе не ни се гледа како конкуренција, сите сме колеги на некој начин, сите соработуваме активно и низ целиот свет преку културни играорни друштва ја представуваме македонската музика во најдобро светло. Каде се имаш учествувано, на кои манифестации, на кои настани во земјата и во странство? Во земјата имам учествувано на многу меѓународни надпревари, државни надпревари, кои имам добивано повеќе од 20 први места, 3 специјални награди и 1 лауреат. А од кога почнав да се занимавам со концертна дејност, односно од кога почнав да комуницирам со игрорни друштва и да соработувам со нив, имам настапи во низ целиот свет, односно најдалеку имам стасано до Португалија, односно во Лисабон на меѓународен фестивал за фолклорна музика. Се наближуваат сега и други фестивали. Интересно е да се спомни дека можно е да се оди до Русија, до Москва. Имаме учествувано на шпанскиот фестивал во Барселона, имаме учествувано во Кајлари, во Сардинија, Италија. Понатаму се надеваме на уште пошироки дестинации. И полека стигнавме до ова што на почетокот најавивме, односно концертот кој што ќе се одржи тука на 8 јули. Како дишам јас? Како дише Филип? Ова Сергеј. Името на концертот
ми дојде како на сон. Од цело време се мислев како да се вика овој настан. И најдобро е, според мене, бидејќи кога свирам кавал, а нели спомнав дека мене прв инструмент ми е кавал, кавалот е многу специфичен инструмент што мора да со дишењето ти да го контролираш него, затоа што тој нема алат што ти помага, нема писка, нема такви работи. Го контролираш со дишењето. Како дишиш ти, така тој свири. Обично во импровизација. Кога се прави импровизација со кавал, односно кавалска езгија, во моментот како се чувствуваш ти, таа така ќе звучи. Не можеш да испланираш однапред. Ти се водиш по некоја шема, но не можеш да испланираш однапред. И затоа јас мислам дека најдобро и највпечатливо би било концертот да се наречи Како дишам јас. Дали долго време го подготвуваш? Долго време го подготвувам, идејата е веќе уште подолго време, но сепак едно големо благодарам до професорот Маријан Јанковски и до колегите од Факултетот за музичка уметност што ми дадоа ветар во грб, храброст за да почнам да го организирам ова. Концертот е на моја иницијатива. Благодарности до општина Прилеп што го одобри настанот и што го поддржа. Исто така благодарности до моите спонзори Матадор и Кули, кои исто така се добри пријатели и помогнаа овој настан да се одржи во најпрофесионално ниво како и што заслужува еден ваков културен настан да се одржи. Реков ми дека ќе имаш и гости, односно твоите колеги од факултетот. Да, моите колеги од Факултетот за музичка уметност и двајца колеги што се во средното музичко училиште, односно во насоката за народни игри и ора. Ќе се представиме со голем број на композиции, со македонски ора и со македонски песни, а јас лично ќе се представам со цел македонски инструментариум. Ти благодарам за разговорот, честитки за идејата за организација на овој концерт и се да помине во најдобар ред. Ви благодарам и да присуствувате, ве поканувам официјално да си поминиме сите многу убаво. Токму така, сите оние кои што се љубители на македонскиот мелос, македонската музика, македонскиот фолклор на 8 јули во 19:30 часот, како што и најавивме на почетокот, нека дојдат тука на Камената бина во Прилеп и да ја слушнат оваа наша прекрасна изворна музика.